Со вечерашниот концерт започнува и свечено одбележување на вашиот јубилеј 25 години музичка дејност. Всушност концертот во Буенос Ајрес беше увертира за она што вечерва можеме да го слушнеме пред македонската публика. Претпоставам дека секогаш е предизвик за вас да се настапи дома. Да, секако. Многу сум среќен за овој концерт. Да бидам искрен, малку и подзаборавив од толку многу обврски дека оваа година е буквално таа година или сезона во која што почнува едно славење, да кажам, на таква плодна 25 годишна музичка кариера. И да, во духот на латино музиката, да кажам, или на латино композиторите, шпански и латиноамерикански. После тој концерт во Буенос Ајрес и делото на Хинастера, вечерва ќе имаме можност да слушнеме дела на шпански и латиноамерикански композитори, кои што се, да кажам, прилично блиски до нашиот менталитет, до нашиот сензибилитет, и мислам дека таа љубов, таа страст, до некаде и болка, таа живост, многу се подудира со македонскиот менталитет, па и на крајот на краиштата со целата историја на нашиот народ. И сметам дека во една ваква убава комбинација, заедно со маестро Татарчевски, со оркестарот на МОБ, со Македонисимо и со моите драги пријатели кои што ќе бидат вечерва за целата публика овде, ќе направиме прилично убава вечер, забавна, но пред се сакам да биде дружба исполнета со прекрасна енергија. Во рамки на вечерашниот концерт премиерно ќе биде изведено и делото на Албенис, станува збор за шпанска рапсодија. Да, во аранжманот на Кристобал Халфтер ќе биде премиерно изведена рапсодија еспањола или шпанската рапсодија на Исак Албенис, дело кое што многу одамна го сакам, ми се допаѓа, многу одамна го имам во глава. Мојот прв студент Андреј Наунов го свиреше на факултетот за музичка уметност, меѓутоа јас ќе го отсвирам прв пат во Македонија. Вечерва сета она, како што кажав, карактеристика генерална на шпанската музика со неколку народни теми и мелодии и танци кои што одсекогаш го инспирирале не само Албенис, туку и многу други композитори, ќе бидат дел од ова и таа леснотија и живост, како што кажав, како и длабока емоција, ќе се обидеме да ја пренесеме вечерва во една многу убава позитивна атмосфера и се надевам дека публиката навистина ќе ужива. Во вашата раскошна музичка дејност се вбројуваат настапите со врвни оркестри и диригенти. Вечерва со оркестарот на Македонската опера и балет под диригентство на маестро Сашо Татарчевски. Да, апсолутно, многу ми е мило што после долго време заедно со маестро Татарчевски оваа година имаме можност повторно да настапуваме, инаку ние блиско комуницираме и имаме многу слични визии за музиката, што е исклучително важно за креацијата и за интерпретацијата. И заедно со оркестарот на Македонската опера и балет, оркестар кој што во последнава година од она што можам јас да го забележам, навистина многу убаво се развива и многу ми е мило за тоа. Оркестар кој што е навикнат на солисти, да кажам, бидејќи се оперски оркестар, и нивната флексибилност и таа топлина што можат да ја дадат, дури и во претходните искуства што сум ги имал јас со оперски оркестри, апсолутно ми одговара, да кажам, бидејќи на тој начин можеме уште поприродно, да кажам, да се почувствуваме и мило ми е што владе една многу позитивна атмосфера меѓу колегите и музичарите на сцена и воопшто целиот корпус кој што вечерва близу 90 на луѓе ќе бидат на сцена. Многу е инспирација за секој од нас на сцена, се разбира добро, јас ако сум водител на оваа вечер, најмногу за мене, меѓутоа од тој аспект сметам дека тоа е уште поголем порив за сите нас, за да дадеме се од себе и едноставно да споделиме прекрасни чувства и музички доживувања. Ви благодарам трчески и ви посакувам многу успеси во годината која што предстои. Ви благодарам вам на интересот и на постојаното пратење на културните случувања. Продолжете така и понатаму и посакувам на сите ваши гледачи многу здравје во следната година и меѓусебно разбирање и љубов.